Ако епископот не е тука со телото, како вели Павле, со духот е тука. Амин. Бидејќи Бог благоволи преку неговата благодат и преку силата на Светиот Дух да го постави да служи и да биде светлина и пример во Македонија. Амин. И затоа сме вечерва тука, заради Божјата благодат што Бог го употреби и го искористи за Божја слава. Дајте му слава на Господ Исус Христос. Халелуја. Зошто велам, ако не е со телото, со духот е тука? Ајде сега, благословете се и прегрнете се. Халелуја. Секогаш Господ Исус Христос преку Неговиот Дух има да ни каже нешто. И тоа што Господ ни го кажува е за наша изградба. Амин. Тој секогаш сака да ни даде збор кој што ќе не направи посилни и значајни пред Таткото. Бидејќи евангелистот Јован вели, или посланието до Прво Јованово, послание на Јован, таму вели, ако некој вика, направи грев. Кај Таткото што имаме? Застапник. Го имаме Исус Христос, праведникот. Халелуја. И затоа вечерва сакам да зборувам, кога Исус е на престолот во твојот живот, се друго е Негово. Не е наше, од Него е. И затоа сме вечерва за Него. И ние ги отвораме нашите срца, тој да ни зборува, тој да ни изградува. Амин. Бидејќи ние се градиме преку силата на Светиот Дух, во името на Исус и во крвта на Исус. Затоа заедно ќе прочитаме во Евангелието на Лука 19 глава. Сакаме заедно да отвориме, да се фокусираме и да размислуваме. 19 глава од Евангелието на Лука, од 1 до 10 ќе читаме. Ќе прочитаме два текста и овие текста ќе ни дадат многу јасна порака како христијани како треба да постапуваме и како да размислуваме. И дека на нашето срце, на престолот на нашето срце треба да биде Господ Исус Христос, а не јас, не ти. Халелуја. Читаме. Отворевте сите, така? Вика, потоа влезе Исус во Ерихон и минуваше, вика, низ него. И ете, вика, еден човек по име Захеј, кој беше началник на царениците и беше богат, настојуваше да виде кој е тој Исус. Но не можеше од народот, зашто беше низок по раст. Затоа, вика, потрча напред и се качи на една од дива смоква за да го види, бидејќи покрај неа требаше да помине. Исус пак, кога дојде на тоа место, погледна, вика, нагоре, го виде и му рече: Захеј, слези, вика, брго, зашто денес треба да бидам во твојот дом. И тој веднаш слезе и го прими со што? Со радост. Алелуја. И сите кога го видоа тоа, негодува и рекоја: отиде, вика, да гостува кај грешен човек. А Захеј застана и му рече на Господ: Господи, еве, вика, половина од својот имот ќе го дадам на сиромаси, и ако некого сум оштетил, четворно ќе го вратам. А Исус му рече, алелуја, насмејано. Размислете како Исус му вели насмејано: денес дојде спасението за овој дом, зашто и тој е син Аврамов, зашто синот човечки дојде да го побара и да го спаси она што е загубено. Алелуја. Ајде уште еден текст ќе отвориме во Евангелието на Лука, во истото Евангелие, 7 глава од 36 до 50. Евангелието на Лука, 7 глава од 36 до 50. Отворивме сите заедно. Еден вик од фарисеите го покани да јаде со него, и тој кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпеза. И ете, вика, една жена од градот, која беше грешница,
штом дозна дека тој седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе, вика, сат од алабастер со миро. Па застана, вика, одзади покрај неговите нозе, плачејки почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и помазуваше со миро. Алелуја, фала ти Господе. И кога го виде тоа фарисеот, што го беше поканил, рече во себе, велејки, кога овој би бил пророк, би знаел која е ова и каква е ова жена што го допира. Зашто таа е грешница? Му одговори Исус и рече, Симоне, имам нешто да ти кажам. А тој рече, кажи, учителе. Исус му рече, некој заемодавец имаше двајца должници. Едниот, вика, му должеше 500 денари, а другиот 50. Но бидејќи немаа да му вратат, тој им ги подари на обајцата. Кажи ми, вика, кој од нив повеќе го милува? Или ќе го милува? Симон одговори и му рече, мислам оној кој му повеќе му подарил. А тој му рече, право пресуди. И тога се сврте кон жената, па му рече на Симон, ја гледаш ли ова жена? Влегов, вика, во твојот дом, ти ни вода на нозете не ми даде, а таа со солзи ми ги обли нозете и со косата своја ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов, не престана да ги целива нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, не изе и се простени многу гревови, зашто покажа многу љубов. А кому му е простено малку, тој мала љубов има. Не изе пак и рече, простените се гревовите, а оние што седеа со него на трпеза, почна да говорат во себе. Кој е овој што и гревови простува? На жената пак и рече, верата твоја те спаси. Оди си со мир. Халелуја. Навистина овие текстови се допирливи до нашето срце. И ова што вечерва ќе го зборуваме, верувајте ми дека ќе донесе плод во вашето срце, во вашиот живот. Бидејќи вие живеете во Божјата благодат. Како што вели Павле, макар што јас не сум Павле, вели за црквата во Ефес, слушам, вика, за вашата вера. А и вика се зборува за вашата љубов. Алелуја. Дека вие растете. Но јас гледам за вашата вера. А и гледам за вашата љубов. Алелуја. Затоа, тоа го прави Светиот Дух во името на Исус. И видете, ова што вечерва ќе го зборуваме, не е едноставна работа. Треба само да бидеме покорни и послушни на Светиот Дух. Размислете, овој фарисеј го покани Господ Исус Христос, не со цел да му покаже гостопринство или со цел дека го отвара неговото срце, да му бидат простени гревовите, да биде исцелен и спасен. Бидејќи ова случка се спомнува во сите 4 евангелија. Можете дома, кога ќе одите, да си го прочитате, да го испитате ова. И знаете ли што е многу интересно? Беше поканет кај овој фарисеј, но тој викна и други фарисеи, учители, кои што го познавале законот. И тие сакале да го осудат Господ Исус Христос. И не само да го осудат, туку тие сакале да го искушуваат. Дали Исус знаеше дека Симон или овој фарисеј имаше таква намера? Исус знаеше се. Бидејќи евангелистот Јован вели, немаше, вика, потреба некој да му каже за Исус, за човекот. Тој знаеше се што има во човекот, буквално се. Размислете не само тука дека Исус помеѓу нас, тој и во твојот дом, тој и на работа кога си насекаде, тој знае точно каде се движиш, каде одиш. Но овој човек лицомерно постапуваше со Господ Исус Христос. Дали Исус му прости на овој човек? Според напишаното и читаното, му прости? Да. Иако овој човек беше лицемерен, иако овој човек правилно не го пречека Господ Исус Христос со отворено срце, иако го познаваше Бог, но не веруваше дека Исус е Месијата. Тој очекуваше, читајте ги 4 евангелија, тој очекуваше да биде исцелен, но не знаеше како. Затоа што неговото срце не беше отворено за Господ Исус Христос. И затоа Господ сака
за нас да донесе исцеление, халелуја, да бидеме исцелени и духовно и телесно. Амин. Оти кога не сме духовно, ајде да кажам, кога не сме духовно исцелени, макар што ние сме спасени, верувајте ми дека доаѓаат осудувања во нашите мисли. Доаѓаат грижи во нашите мисли. И се чувствуваме како да направивме нешто погрешно. И затоа вечерва тоа ќе го пренесам и вие точно ќе го слушнете и верувам во името на Исус дека ќе го примите. Алелуја. Видете, овој човек бил лицемерен. И затоа што бил лицемерен, ниту прими исцеление, ниту дозволи Исус да ја спаси неговата душа и да го исцели неговото тело. Затоа што неправилно го пречека Господ Исус Христос. Но ова жена што направи? Со отворено срце даде се за Господ Исус Христос и ги целиваше неговите нозе. Падна пред неговите нозе. Вечерва Господ сака да паднеш пред неговите нозе. Амин. Тој сака да се понизиш. Лицемерие кога надворешно покажуваш дека си верник во Бога. Малце ќе биде оштро, но верувам дека Светиот Дух ќе ти зборува во срцето. Амин. Лицемерие кога надворешно покажуваш дека си верен во Бог, а внатре во себе носи сосема друг менталитет. Не е Христовиот менталитет. Тој е менталитетот од светот, од ѓаволот и паднатите ангели. Едно зборуваш, а друго живееш. Едно зборуваш, а друго живееш. Какво ти е срцето? Криеш ли нешто од Бога? Запрашај се сам во себе. Господи Исусе Христе, какво ми е срцето? Дали кријам нешто од Тебе? Што е тоа што јас го кријам, а не го кажувам за Тебе? Зар мислиш дека Бог не знае што поминуваш низ твоите мисли и намери? Што копнеш и што е потребно во твојот живот? Бог знае се. И тој затоа што знае, сака да ти помогне. Амин. Но ти треба да му дозволиш, кога ќе се решиш и сам да овозможиш подобар живот. Така излегува дека Бог ти е многу потребен. Не дека Бог не ти е потребен. Кога доаѓаш во црква, ако во срцето го немаш Исус, тогаш на престолот не си го ставил Господ Исус Христос. Си ги ставил грижите, си ги ставил стравовите или потребите за пари, потребите за финанси, наместо Господ Исус Христос. Како овој фарисеј и учител кој што го познаваше законот, но не го познаваше Исус кој е. Затоа што се сомневаше дека тој е Месијата. Тој е Спасителот и дека само во него може да биде исцелен и ослободен психички. Амин. Тоа е многу важно. Исус не рече кој ќе го изгуби својот живот заради мене ќе го најде. Вистинскиот живот во Христос не е овозможен од пари, од бизнис сделки или добри прилики. Туку од тоа да не царува твоето его, туку да царува зачетникот на животот, Господ Исус Христос. Амин. Лицемерие кога со устата едно зборуваш, а со постапките го симнуваш Исус од престолот. Едно е кога устата едно зборува, а со постапките, со твоите постапки, го симнуваш Исус од престолот на твојот живот. И го ставаш некаде, каде? Во подрумот на твојот ум. Бидејќи твојот ум е дом, е стан. И наместо да биде насекаде во твојот дом, ти го ставаш во подрумот на твојот ум. Последно, за него треба нешто да направам, а не тој да ми биде приоритет. Бидејќи овој човек, размислете, овој човек, кој што бил фарисеј, не го ставил Господ Исус Христос на прво место. Тој сакаше пред луѓето да покаже дека се уште го држи законот. Затоа што покане тој фарисеј, учители, да го искушуваат и да го испитуваат кој Исус. Дали тој е Месијата? Исус со причина го направи тоа. Тој знаеше дека ќе дојде ова грешница. Знаеш и дека таја ќе го стави Господ Исус Христос на прво место. И дека се ќе направи за Господ Исус. Амин.
Ако не се трудиш Исус да биде најважен, ќе бидеш растргнат од желбите на телото, желбите на егото и влијанието на светот. Ако одиш по свое, се распаѓаш. Ако одиш и пребиваш во Христос, се составуваш дека Бог те прави целосен, а не човек со раздвоена душа или разделена душа. Амин. Затоа што Исус треба да биде престолот на твојот живот, а не парите и останатите работи. Прво, пред да продолжиме, треба длабоко да размислиме. И ова сакам да го примиме. Знаете ли што е ова? Ова не е укор, ова е совет. И тоа совет од Светиот Дух. Бидејќи вие сте црква на живиот Господ Исус Христос, затоа што јас гледам дека вашата вера расте и вашата љубов се умножува. Амин. Но ѓаволот сака нешто да направи. И затоа во името на Исус нема да му дозволиме. Халелуја! Бидејќи вие сте црква на живиот Господ Исус Христос, кој што знае се повеќе да му служи од се срце и да се покорува на зборот Божи. Амин. Да се запрашаме. Дали и зашто го лажеме Бога? Дали сум дволичен? Пред луѓето едно зборувам и правам, а кога сум сам, друго мислам. Ајде сега да се анализираме. Дали осудуваш некого? Некого. Со твоите мисли, со твоите погледи, со твоето срце. Дали имаш предрасуди и лоши мисли за синот? За твојот собствен син? Дали имаш предрасуди и лоши мисли за твојата сна? За ќерката? За зетот? А што е многу важно за пасторот, за пасторите, за епископот, за служителите во црквата, за браќата и сестрите. Размислете дали озборуваш или озборуваш добронамерно. Добронамерно го правиш тоа, а не искрено. Значи не постои добронамерно зборување. Сето тоа покажува дека нешто подмолно се уште тлее во тебе. И го криеш, од кого го криеш? Од Бог. А Бог знае се. Како што му кажа на кого? На овој фарисеј. Тој мислеше дека Исус не знае кој е ова жена. А Бог направи точно план нив да ги пострами. И тоа да биде запишано. И јас и ти да го читаме. Дека бил некој Симон. Некогаш, кој што го поканил Исус, ама лицемерно и дволично. И не добил исцеление и спасение, но му било простено. Дали го разбирате ова? Тоа е многу важно. Еве, денес зборуваме за него. Ако е тука, помеѓу нас, Симон, знаете ли што ќе направи? Ќе плачи. Затоа што не знае што пропушти. Го пропушти оној кој што дава живот. Оној кој што припреми ново небо и нова земја. Алелуја! Ако го криеш од Бога, не си признал пред Него, а затоа се уште е активно во тебе, ако е алчност, ако е лакомост или материализам, дали тоа го предаде на Бога? Ако не, тогаш, што ќе те води во животот? Како ги гледаш луѓето? Низ призмата на материјалното, ќе бараш ли од секого само корист? Зарем тоа вреди во споредба со Божиот дар, да бидеш израз на Божјата светлина и да го споделуваш Христос со сите? Што е поважно за тебе? Што е поважно? Христос, амин. Можеме да отвориме во Евангелието на Матеј 6 глава, 24 стих. Ова го кажа нашиот Господ и Спасител Исус Христос од Назарет, кој што е помеѓу нас и е во нашето срце. Амин. Тој кажа во 6.24: никој не може да им слугува на двајца господари, зашто или едниот ќе го замрзи, а другиот ќе го засака, или кон едниот ќе се приврзе, а другиот ќе го презре. Не можете да им служите на Бога и на мамон. Римјаните 12.9. Ајде да отвориме заедно. Вика, љубовта нека не биде лицемерна.
Друго, ајде сите заедно. Ајде. Амин. Амин, кажите амин. Љубовта нека не биде лицемерна. Стоите настрана од злото и прилепувајте се кон доброто. И затоа вечерва Бог ќе направи чудо во вашето срце. Амин. Слава на Неговото име. Прва работа, Исус не бара само да посакаш да го видиш, тој сака да биде Господ на твоето срце. Библијата ни зборува за двајца луѓе кои се сретнаа со Исус. Еден богат човек и една скршена жена. Различни по статус, различни по приказна, но едно нешто ги поврза нив двајцата. Кога го сретна Исус, не задржаа ништо за себе. Му го даде на нивниот Спасител, на нивниот Исцелител, оној кој што слободува, алелуја, оној кој што запишува во книгата на животот и оној кој што припреми ново небо и нова земја, оној кој што припреми стан, ги имаш кучевите и ангелите ќе ти ги дадат кучевите еден ден. Овие клучеви се на Сашо и на Ѓакон Софија со нивното семејство. Преубав стан со златни улици. Амин. Зошто? Затоа што на престолот на твојот живот, на твоето срце е Господ Исус Христос. И ништо друго. Дали се сега моментално во својата собствена куќа? Не. Што ако дојде Господ Исус Христос сега? Амин. Се ќе оставиш. Ништо нема со себе да понесиш. Само човекот се лажи и мами. Дозволува ѓаволот да чепка во неговото срце и во неговите мисли. Затоа вечерва ние ќе се прилепиме кон доброто. Закеј сакаше да го види Исус. Не виде чудо. Не го тестира дали тој Месијата, току имаше потреба. Нешто недостасуваше во животот на Закеј. Кога навистина сакаш да го видиш Исус, што ќе направиш? Ќе направиш нешто. Ќе направиш некоја акција, ќе делуваш. Амин. Затоа што се работи за некој кој што дава живот. Не се работи за пејач. Така? И тој одминува. Не се работи за некоја видна личност која што не е вечна. Миллива е. Ама се работи за некој кој што дава живот, бидејќи Закеј слушаше. Исус мртви воскреснува. Слепите прогледуваат. Има зборови на живот. Секој ден размислуваше во домот. Кога ќе дојди во Ерихон? Кога? И ако дојди, јас што ќе направам? Сакам да го видам. Само да го видам. Само да го видам, да почувствувам радост. Да почувствувам мир. Размислете ако беше некој од фарисеите, некој ученик на законот. Дали Закеј би одел да го види? Не. Тие зборови ќе немале живот. Но тој сакал да го види затоа што во Исуса Христа неговите зборови носеле живот. Носеле исцеление и спасение. Обновување. Алелуја. Простување. Тоа беше многу вредно и значајно за Закеј. И затоа тој сакаше да го види. Кога навистина сакаш да го видиш Исус, ќе направиш нешто. Ќе се предадеш целосно, без некоја пречка. Закеј се качи на дрво без да мисли дека ќе се понижува пред другите. Иако немаше добра позиција иако имаше добра позиција и беше добро ситуиран. Тој го направи тоа јавно пред сите, без да се плаши и без да се крие од оние кои го обвинувале дека е манипулант. Значи така се зборувало за Закеј. Дека тој е манипулант, дека тој е крадец, дека тој е лажец. Но кога се работеше за Господ Исус Христос, тој сакаше да се сретне. Знаете ли каде најмногу се објавува, се покажува, се излева Божјата благодат? Таму каде што се размножува гревот. Таму каде што се размножува гревот, Бог е спремен во името на Исус да го спаси најгрешниот човек на оваа земја. Амин. И ако беше сам на оваа земја, Исус беше спремен само за него да дојде. Само за него. Или ако беше ти сам на оваа земја, Исус беше спремен само за тебе да дојде. Амин. Исто како што Бог направи план да трпи, не се знае точно колку години, да ги трпи гревовите на луѓето во времето на Ное, само да се изгради ковчегот, да се изгради бродот и да влезат натре колку души? 8 души. Трпеше. Халелуја. И затоа Бог води евиденција и тој се грижи за твојот живот. Амин. Бидејќи ти си праведен во Господ Исус Христос. И затоа семејството прима благослов од тебе.
не живее во проклество. Има многу масло, има многу брашно, има многу финанси. Заради кого? Заради тебе. Бидејќи си многу скап. И Бог ги трпи луѓето кои се околу тебе и се многу грешници, а ти ги гледаш дека веќе осудуваат да не постојат. Веќе да не постојат. Веќе ги осудуваш да не постојат, да не ги гледаш повеќе. Бидејќи прават многу големо беззаконие. Но Исус не е таков како мене и тебе. Тој простува. Амин. Значи, кажавме дека Закеј се качи на дрво без да мисли дека ќе се понижува пред другите, иако имаше добра позиција и беше добро ситуиран. Тој го направи тоа јавно пред сите, без да се плаши и без да се крие од оние кои го обвинуваат дека е манипулант. Тој е со оние кои сакат да се сретнат со Господ Исус Христос. Но оној што е подготвен да се понижи пред луѓето, Бог го издигнува пред сите. Амин. Убаво да го кажам. Но оној што е подготвен да се понижи пред луѓето, Бог го издигнува пред сите. Амин. Слава на Исус. Втора работа, Исус влегува таму каде што се отвора срцето. Каде влегува Исус? Каде што се отвора срцето. Амин. Тоа е многу важно. Исус што направи? Застани му рече: Захеј, го познавам твоето име. И знам точно какви мисли имаш во твојот дом. Знам дека луѓето те осудуваат и те оговараат. Изборуваат лошо за тебе. Знам дека никој не те сака. Но, Захеј, денес ќе дојдам во твојот дом. Алелуја. Многу верни пријатели не пошле кај Захеј. Размисли какви пријатели си напуштил заради Христос. Тие не идат кај тебе повеќе. Знаете ли зошто? Затоа што те нарекуваат секташ. Затоа што те нарекуваат секташ. Ама знаете ли кој доега кај тебе? И кој е на престолот на твоето срце? Исус кој дава живот. Многу е позначајно и повредно тоа отколку другото. Со Исус имаш мир, а со нив може да имаш и немир. Исус не му рече на Закеј: ќе дојдам во храмот каде што има обреди и обичај. И таму каде што се праведните и светите. Туку јас ќе дојдам во твојот дом. Нема таму да се сретниме, Захеј. Знам дека таму ако те видат, ќе те осудат и тебе и мене. Ама во твојот дом ќе дојдам. Каде што секој ден се измачуваше за тоа што го правеше погрешно. А јас те сакам и сакам да те ослободам целосно. Амин. Исус сакаше целосно да го осуди, бидејќи Исус имаше влијание на слобода. Само неговото присуство носеше исцеление, слобода и мир. Амин. А кога неговите, размислете, кога неговите зборови оддекнуваа, допираше во срцето на сите народи и на учениците. Затоа Петар што вели? Господи, само при тебе има зборови на живот вечен. Само при тебе. Јас сум одел во синагога, но се зборуваше закон и осуда. Но сега кога сум со тебе, има зборови на живот вечен. И кај ќе одам јас, Господе, ако не при тебе? Кај кого? Само при тебе, Господе. Да бидеме искрени, кога правилно не се предаваме и не го даваме нашето време за Исус и нашите финанси, дали не гризе совеста дека сме направиле нешто неправедно, а сме спасени? Сигурно дома тоа ќе ти варира. Ќе те гризе совеста. Што направив, колку дадев, целосно не го направив тоа. Ниту време посветив, ниту покажав љубов, ниту се извинив. Ама егото не покажува така. Дали ме разбирате? Егото не покажува така. Затоа Бог сака да бидеме богоцентрични, отколку да бидеме егоцентрични. Бидејќи тоа може многу опасно да ни наштети. Затоа Павле вели во Коринската црква, вика, помеѓу вас, вика, има фалби. Наместо, вика, да жали, да плачи, тој, вика, се гордее. Вика, чекајте, вакво, вика, блудство надвор нема кај луѓето. А кај вас има во црквата? Размислете, егоцентричноста може да ја видиш каде? Во невладините организации. Горделивоста, лицемерието можеш да видиш во невладините организации. Каде друго место? Во владата, во политичкиот систем. Каде друго место? Во општините, институциите. Каде друго место може да ја видиш?
Но дали треба во црквата, во Божиот дом, ова да делува? Не смеат од светот да се носат работи внатре во црквата. Црквата треба да носи светоста надвор. Амин. И тој е Божиот план, тој е Божјата воља. И кога ќе го видат вашиот живот, што ќе направат? Ќе го прослават Таткото Небесен. Амин. Бидејќи Таткото Небесен има огромна рака. И во неговата рака го топи секој еден проблем, секој лицемерие. Тоа е ништо, ако му го предадеш. Ништо не е, било каков проблем да е. Има огромна рака. И ово што го зборувам се, Таткото се радува. Знаете ли зошто? Затоа што ја зборувам истината. Како што вели Давид, ти ме избави со твојата десница. Како што му вели Бог на Езекил, и јас ќе бидам со мојата десница, мојата рака ќе биде со тебе, и мојот дух, немој да се плашиш. Немој. Јас ќе бидам со тебе. Јас ќе те чувам, ќе те водам, ќе те пазам, ќе те штитам. Кај да си? Амин. Кога Исус влезе во домот на Захе, се промени. И срцето се промени, и животот се промени. Парите што направија? Го изгубија тронот. Лакомоста што направи? Падна. Што се роди? Искреноста се роди. Затоа Захе рече, Господи, ќе ти дадам? Не, Господи, ќе ти дадам ако ми дадеш. Тој не рече така. Што кажа Захе? Еве Господи, вика, половина од имотот го давам на кого? На сиромасите. Размислете какво влијание има Господ Исус Христос. Кога тој е во твојот дом, кога тој е во твоето срце, ќе има влијание, ќе се променува нешто. Амин. И тоа покажува дека Исус живее. Ама ако не живее Исус, си спасе. Зборувањето на јазици не е Светиот Дух. Тој е дарот на Светиот Дух. Дали ме разбирате? Плодот на Светиот Дух е Светиот Дух. Дарот на исцеление не е Светиот Дух. Тој е дарот. Плодот. Даровите одат заедно со плодовите. Дали го разбирате ова? Плодот е многу поважен. Знаете ли каде изгуби Јуда Искариот? Сребролюбието, лицемерието. Знаете ли каде изгуби? Му беше дадено во името на Исус да исцелува. Дар, власт и така натаму. Но тој изгуби заедништво со Исус. Го изгуби плодот. Дали ме разбирате? Заедништвото со Исус го изгуби. И затоа е многу важно да го имаме плодот на Светиот Дух, а не помалку и даровите. И тоа го дава Светиот Дух. Ако е во нас Светиот Дух, живее во нас, има љубов, има радост, има мир. И еден што е важен од плодот на Светиот Дух, вели верноста кон Бога. Затоа што Светиот Дух е верен. Тој е испратен за црквата и тој станува верен до крај да ја пази. И знаете ли зошто антихристот не доаѓа се уште? Затоа што Светиот Дух го задржува. Амин. Светиот Дух го задржува. Тој кажа, половина давам од имотот на сиромашни. И тоа како? 4-кратно. Но оние што сум ги оштетил, не затоа што некој го натера, не затоа што беше закон, туку затоа што Исус беше на престолот на неговиот живот. Исус беше во неговиот дом. И се промени. Алелуја, слава ти Господе. Ти си мојќен и силен. Жената со парфемот е давајне без задршка. И додека фарисеите судеа, додека религијата гледаше со презир, влезе вика една жена. Немаше име. Без име беше. Со лоша репутација, но со срце полно со љубов и понизност. Да се поклони пред Исусовите нози. Таа не донесе зборови. Господе, колку сум грешна. Колкаво зло направив. Таа знаеше кој Исус и дека Исус знае се за неја. Исус и дозволи се да прави. И дозволи, затоа што таа знаеше кој Исус. Таа не донесе зборови, таа донесе парфем. Скап, вреден. Целата незина заштета
И таа го скрши шишето. Амин. Знаете ли, јас додека истражував колку пари кошташе овој парфем? Знаете ли колку пари кошташе? Се извинувам. Знаете ли колку пари? 15.000 евра. И то беше целата незина заработка. Бидејќи еден денар беше во еден ден. И сега вие ќе пресметате. Така напред. Не сакам за ова да зборувам. Слушни внимателно. Кога го кршиш садот, тој е твојот живот. Мирисот се шири и се распространува. Амин. И ова сакам да го кажам во духот. Кога вие давате донации и давате десето, знаете дека тој е благопријатен мирис пред Бога? Знаете ли зошто? Песни пеете. Така дадовте од срце. И тие финанси влегува во цедината, така? Некој дел. Книгите ги читате. Тој е благопријатен мирис и ваш. Амин, пред Бога, како Гедеон. Што му кажа на ангелот? Почекај, да донесам нешто. Да донесам нешто. Што кажа Бог? Немој со толкава војска да одиш. Ќе намалам од 32, ќе направам 20.000, од 20.000 колку ќе направам после тоа? 300. Е со тие. Оди Израел ќе речи. Што ќе речи Израел? Со наша сила ние го победивме медијамците, со наша сила. Бог вели, ги знам какви се. Ги знам какви се. Тие така зборува. Бог вели, јас ќе го направам тоа. Само биди ми верен. Амин. Не со твојата сила. И тоа што си го дал, што си го вложил, тој благопријатен мирис не е твое. Не е твое. Знаете ли колку луѓе сакаат да бидат на вашето место, но не се тука? Знаете ли зошто? Затоа што го ставија Исус во подрумот на нивниот ум, во подрумот на нивното срце. Не го ставија на прво место. Таа не задржа капка за утре. Не рече ќе чувам малку. Се за Исус. Исус рече и се простени многу гревови. Зашто што има? Што има? Многу љубов има за Исус. Дали имаш многу љубов за Исус? Малку љубов? Колку имаш? Половина? Колку имаш за Исус? Многу, амин. Исус гледа. Се што зборува твојата уста, Исус слуша и гледа. Тој не само што слуша, туку го гледа твоето срце. И тој знае се. Исус не бара пари, тој сака да му го предаде животот и твоето срце и се друго е негово. Амин. Исус не бара десеток без срце. Исус не бара служба без живот. Исус не бара вера без искреност. Како вели таму? Не можете да му служите на Бог и на мамон. Не можеш да земеш 100.000 денари, а да даваш како да имаш 20.000. Ети тука Бог гледа. Од Бога што? Што не треба да се прави? Не треба да се крие, ниту да се задржува. И ако го задржуваш тоа, ти го задржуваш проклетото. Затоа што проклетото му го даваш на Господ Исус Христос, тоа што го земаш. Прво му го даваш на Господ Исус Христос, бидејќи тоа е проклето, тој го зеде проклетството, а другото, останатото, знаете ли што прави Исус? Само го размножува, ништо повеќе. Само го размножува. И не знаеш од каде ќе дојди. Па тој е Бог, тој најдобро знае. И Гедеон се прашуваше, како Господи? Јас знам. Молк, јас знам како. Само треба да ги слушаш моите инструкции. Дали Ноe имаше план како да го изгради ковчегот? Кој му го кажа тоа? Бог му го кажа. Од какво дрво, така? Со што да го намачка? Се му кажа Бог. И ако направи така, ќе биде спасен, ќе биде поштеден. Нема да зајгини ни тој, ниту неговото семејство. Ама треба да го послуша Бог. Амин. Што треба да направиме? Да го послушаме Бог. Амин. Како што каже Израел. Ке те слушаме тебе, Господе. И твојот глас. Сега, ако го слушате мојот глас, нема да ве снајде тоа проклество. Дали ме разбирате? Повикот е до црквата денес. Ова не е повик за пари, ова не е кампања, ова не е притисок. Ова е повик
за преслот на твојот живот. Бог не прашува колку имаш. Бог прашува кој седи на твојот престол. Затоа денес Словото не повикува да погледнеме внатре каде, во себе си, кои сме ние, какви сме. Како Захеј, слези од дрвото. Захеј каде беше? Качен? На дрвото. Не само физички. Тој беше качен и духовно. Дрвото, знаете ли што представува? Неговата гордост и сигурност во пари, позиција и контрола. Исус не му рече: Захеј, дај ми пари. Исус му рече: слези од таму. Од таму треба да слези Захеј. Зашто денес, додека си на дрвото, ти не си над луѓето, но ти си далеку од срцето на Бога. Амин. Кога се симнуваш, се симнува твоето его. И дозволуваш Исус да дојде во твојот дом, а тоа е твоето срце. Бидејќи нашето тело што е? Храм на Светиот Дух. Не можеш да го сретнеш Исус од височината на своето его. Средбата каде се случува? Долу, во понизноста. Амин, кога си понизен. Денес Исус ти вели: слези од дрвото. Не јас. Слези од дрвото. Но јас да влезам во твојот дом. Амин. Ајде да кажеме: Господи Исусе, сега се понизувам пред Тебе. Ти влези во моето срце и работи. Сега, Господи Исусе, се покорувам пред Тебе, како Захеј, како жената со парфемот. Пред Тебе, Господе, бидејќи јас сум запишан во книгата на животот. Ја не се кајам, туку дозволувам Ти да работиш во моето срце. А јас сум покаен, јас сум спасен. Единствено што ми треба, да те разбирам Тебе и Твојот план за мојот живот. Во името на Исус. Амин. Денес, како што ти кажав, денес Исус ти вели: слези од дрвото и јас да влезам во твојот дом. Како жената, скрши го шишето. Жената не го отвори шишето. Таа што направи? Го скрши. Затоа што некои работи не се даваат помалку. Некои работи се даваат се или ништо. Шишето денес за многумина е задршка. Стравот, минатото. Ќе видам подоцна. Ќе му дадам кога ќе ми биде полесно. Но шишето, што не е скршено, го задржува мирисот во себе. Дали го разбирате ово? И знаете ли што се случува? Наместо благопријатен мирис, нешто смрди. Кога го кршиш шишето пред Исус, твојот живот станува мирис. Мирис благопријатен на благодарност и љубов. Тоа произлегува од Господ Исус Христос. Жива жртва, не мртва религија. Амин. Затоа вели Павле во Римјаните 12:1: принесете ги телата своји како жива жртва. И тоа ќе биде, значи, духовна служба и угодна ќе биде пред кого? Пред Бога. Амин. Живи жртви значи срце што му припаѓа нему. Време што него штедиш за Бог. Живото што го посветуваш отворено од се срце, без никој да те спречи. Целиот ти му припаѓаш на кого? На Бог. Амин. Денес, не утре. Денес Исус минува покрај тебе. Денес. Тој е помеѓу нас. Некоја ќе се среди. Денес. Тој повикува по име, како што го повика Захеј, како што ја прифати жената. Прашањето е не е дали Исус е подготвен да влезе. Прашањето е дали си подготвен да му го дадеш преслот на твојот живот. Амин. Ѓаволот да не чепка во твоите мисли. Бидејќи тој може да го убие твојот живот. Знаете како не учи епископот? Ако има прелюбодејства, завис, егоцентричност, горделивост, тоа е проблем за вашето здравје. Затоа после има притисоци и одредени работи. Заради непокорност. Дали го разбирате тоа? Не дека не сте спасени. Вие сте спасени заради Божјата благодат. Но овие работи можат да влијат во вашиот живот. Ако му го дадеш срцето на Господ Исус Христос, ќе го дадеш и твоето време за Господ. Амин. Ќе седнеш и ќе размислуваш: Господе, што треба да направам за тебе? Ти знаеш се што има во моето срце. Ти знаеш се што имам во мојот живот.
го предам во твоите раце. Ти делувај, ти владе, ти управувај. Не јас. И животот и парите, и се што имам, ти ги посветувам на тебе. Затоа Исус вели, ајде сите заедно да отвориме како порака во Евангелието на Матеј 6 глава од 19 до 21. Ајде сите заедно. Матеј 6 глава од 19 до 21. Отворевме сите заедно, така? Не собирајте богатство на земјата, каде што ги јади молецот и рѓата, и каде што крадците ги подкопуваат и градат, но собирајте си богатство на небото, каде што ни молец, ниту рѓа ги јади, и каде што крадци не ги подкопуваат ниту крадат, зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде срцето ваше. Затоа е многу важно приоритет во нашиот живот да биде Господ Исус Христос. Знаете ли колку луѓе од Австралија, од Америка, од Германија, од секаде во светот ги слушаат песните на епископ Константин Кешаров, на пасторот, и како се охрабруваат, и дури заради песните го прифаќаат Господ Исус Христос, затоа што тоа што го кажа Господ, тоа го исполнува. Дека ти ќе бидеш мост за да јас светам кај луѓето. Амин. За да јас делувам, и тоа Господ го направи. Што прави сега кога ги слушаш песните секој дневно? Твојот дух се поврзува со Божиот дух. Умот се покорува. Војлјата, Божјата војля. Твојата војля, Божјата војля, да се спомни, така? И твоето тело е храм на Светиот Дух. Затоа е многу важно се што правиме, да правиме од се срце, без принуда, без да размислиме за кого го правиме. Го правиме за нашиот Господ и Спасител Исус Христос од Назарет. Амин. Слава на неговото име. Дајте му слава на Господ Исус Христос.